пописот, така нареченото предпопишување, успешно заврши, беа опфатени припадниците на АРМ, бездомниците во дипломатско-конзуларните представништва во странство, вработените таму, во мисиите на АРМ во странство, затворениците. Во тек е попишувањето на диаспората, институциите работат со полн капацитет во подготовките за теренското спроведување на пописот 2021. Заврши обуките на државните инструктори, тие денеска заминуваат на терен, каде што заедно со комисиите на пописните реони ќе го организираат тестирањето на кандидатите кои што се пријавуваат на дополнителниот конкурс за попишувачи во оние пописни реони каде што недостасуваат попишувачи. Конкурсот е отворен до утре. Оние кои што конкурирале на претходните два конкурса треба да знаат, а не се пријавиле на тестирање, треба да знаат дека можат повторно да дојдат на тестирање во општината за која се пријавиле. Попишувачите ќе имаат можност да заработат и до 35.000 денари хонорар за ангажманот, ќе бидат на терен од 1 до 21 април. Најголем дел од оние што досега се пријавиле се студенти и невработени граѓани. Во тек е дистрибуцијата на лаптопите и заштитните материјали во комисиите, каде што ќе се чуваат до распределбата на попишувачите и реонските инструктори по пописни кругови. Тие се задолжуваат со лаптопи. Во овие активности ќе се случуваат во текот на следната недела, кога ќе почнат и обуките прво на реонските инструктори, а потоа и на попишувачите. Пописот е неопходен и е од највисок интерес за државата. Токму затоа секој од нас треба да придонесе да се спроведе оваа статистичка операција, која ќе даде податоци важни за проектирање стратешки планови за натамошен развој на државата. Методологијата е дефинирана според сите стандарди на Обединетите нации и на Евростат и гарантира успешност. Институциите имаат капацитет и гарантираат спроведување на пописот согласно сите здравствени протоколи во услови на пандемија и граѓаните ќе бидат заштитени.